луѓе кои живеат во Македонија има, меѓутоа работоспособно население се помалку и помалку има во државава. 61% од сите невработени лица активни баратели на работа се без образование или со завршено основно образование. Има доста работа што би можеле ние пензионерите да ја вршиме како шалтерски работници, продавачи, во продавници, во бутици, например, можеме да работиме и ред други работи. Македонија старее, работници има се помалку. Може ли активирање на пензионерите да биде решение за одредени гранки на кои им се заканува колапс? Гледајте само прашај. Например, во пошта, бидејќи недостасуваат работници, би можеле тоа да го работат пензионери? Да, нема никаков проблем. Зошто не пратки, организација на пратки? Да седнеме овде? Господјо Виолета, дама не се прашува за години, затоа ќе ве прашам колку години сте во пензија? За годините не ги кријам, си ги кажувам, имам 66 години, 58 сум родена. Па на мои 19 години прво се вработи во телефон монтажа, тоа беше нешто во склоп на пошта. Работев таму 35 години, меѓутоа настана некои транзиции, тогаш беше време на транзиции, и фирмата згасна. Од тука немав избор што да правам, како да правам, каде да се снајдам за работа. Имав две деца за школување, така да морав нешто на брзина да почнам да работам и почнав да работам во кујна. Брзо се снајдов затоа што нема некоја разлика. Дома што готвиш, таму исто кој ја познава кујната и готвењето ќе се снајде лесно во тој дел на работа. Почнав таму да работам, па поминав доста години во кујната. Работев недека околу 17 години, така да 2019 негдека беше, не, 2016, пардон, си отворив своја кујна, свој бизнес, заедно со син ми. Имавме позната, мислам дека е на доста центарци, добра кујна со готвени јадења, тоа беше наша. И силом прилике моравме да ја затвориме. Меѓутоа, што бидна? Народот почна да се иселува масовно. Нема работници, имам побарувачка, а не можам да понудам, значи. Имаме потреба од вработени. Нема луѓе за работа, кадар нема. Така да морав на тој начин да ја затворам и фирмата и сега, седам дома. Виолета не ја држи место. Од неодамна се приклучила со пензионерите. Член е во активот на жени со пензионерите на општина Центар. Вели, дружењето таму добро и оди. Често патуваат, работат хуманитарно, но најголема преокупација е чувањето внуци. Кога се пензионирав, се плашев, викам, леле, како ќе поминувам јас сега по цели денови дома? Верувајте, немам време, ни се уште немам време. Се чувствувам многу мокно, храбро. Мислам дека би можела се уште и да работам и па и овие што ги имам обврски да си ги понесам со себе. Имам јас доста мои што се пријателки, пензионерки исто вака. Не викам дека сме паднати, ние се уште сме држачи пензионерки, да ви кажам, и можеме да работиме, сакаме да работиме. Не сме ни со високи примања, имаме пензии што се скромни пензии, можам да кажам, и поминуваме крај со крај. За месецот ни е доволно, стасуваат за месецот да го поминеме скромно. Меѓутоа, кога би можеле да најдеме некаква работа што ќе ни
не бараме ние нешто што не е соодветно. Има доста работа што би можеле ние пензионерите да ја вршиме како шалтерски работници, продавачи, во продавници, во бутици, например, можеме да работиме. И ред други работи, не се за нас само чување деца и ете баби се они пензионерки па само деца да чуваат. Сакаме да работиме, меѓутоа немаме услови и немаме понуда. Кога би имале услови за работа, нормално дека би се јавиле. Не значи дека ние сакаме да имаме придонеси да ни се плаќаат. Може само личниот доход да ни се плати без придонеси, со договор на дело, али тоа да биде све, значи легално да биде. Не сакаме нелегални работи. Ние пензионери што цело време сме работеле, значи како што треба, прописно, сега не ќеме да на наши години да бидеме криминалци, да кажеме. Да идеме негде да работиме и да се криеме, доаѓа инспекција или да се пазиме. Кога би било тоа излезено како треба и изгласано, сигурно би се јавиле некои од нашите пензионери за работа. Минатиот труд и искуството, Виолета вели дека може да биде од сериозна општествена корис. Ќе си помогнат финансиски, ќе се чувствуваат покорисни, а ќе придонесат и за решавање на моменталниот проблем. Како работник, јас значи можам да работам работни односи, значи пријавување, одјавување на работници. Тоа сум го работела, архива водење исто, како дактилограф, не дека исто нормално куцење, не дека со компјутерска работа исто би можело. И јас се гледам таму и тоа ми лежи, значи тоа сакам да го работам, али шалтерски работник исто многу би сакала да работам нешто шалтерски работник. Исто контакт со луѓе, комуникации и така, тука тоа баш би ми лежало. Македонија се соочува со огромен број на млади пензионери кои се повлекуваат од работниот процес поради бенефициран стаж. Полицајците, инспекторите и пожарникарите често заминуваат во пензија на возраст од 50 години. Сепак, иако официјално се пензионери, многумина од нив продолжуваат да работат на црно, претежно како доставувачи, курири или возачи на камиони и автобуси, бидејќи се уште се чувствуваат продуктивни и способни за работа. Има ли работници во Македонија? Луѓе кои живеат во Македонија има, меѓутоа работоспособно население се помалку и помалку има во државава. Причината е намалувањето на наталитетот, иселувањето на младите луѓе, неатрактивните работни места за младите луѓе и сиромашната економија во државава. Богатите економии, недостатокот на работоспособно население го решаваат со нови технологии, напредни технологии, роботи. Меѓутоа, примамувањето на работници од сиромашните држави како што е нашата, меѓутоа ние напротив имаме намалување на наталитетот, намалување на работоспособно население и се почесто иселување на младите луѓе од државата. Трајковска вели дека нема дејност каде што не е критично. Работна сила едноставно недостасува секаде. Проблемот е од порано, но решение тешко се наоѓа. Напротив, кризата само се продлабочува. Трудоинтензивните дејности први ги покажа аномалиите во овој дел, односно недостатокот и неатрактивноста на тие работни места. Меѓутоа, сега веќе можеме да зборуваме дека во сите дејности имаме недостаток на работоспособно население, дури и во оние дејности кои беа на времето многу атрактивни, како што беше банкарскиот сектор, како што се научните дејности, се почесто зборуваат дека имаат недостаток на кадар. Она што го гледаме ние како решение и за кое што многу почесто во последно време зборуваме, а секако
нели не е многу атрактивно е повторно ангажирање на возрастните луѓе, односно пензионираните луѓе со нивно можеби поатрактивно ангажирање, односно учење во целиот животен век, работење низ целиот животен век, изнаоѓање на различни модуси на веќе пензионираните луѓе, ангажирање по договор на дело. Единствено во тоа го гледаме решението, бидејќи како што гледаме не сме држава која е атрактивна за вработување на странците од далечните земји. Најпрво сметавме дека нашиот законодавен систем не наоѓа соодветно решение, дека е многу долг периодот, па дека содржи голем број на аномалии. Голем број на компании во државава се обидоа да го направат тоа, и она што сакам да го кажам е дека и како сакавме ние како работодавачи да се ангажираме и да им овозможиме пристојни услови за работење, меѓутоа очигледно дека целиот комплетниот систем на нашата држава, сиромаштијата, несигурноста, неголемата ангажираност во делот на продуктивноста не прави неатрактивни, и тие луѓе сметаат дека со нивниот труд ќе можат многу повеќе да заработат во западноевропските земји. Што велат европските и светските искуства за ваквата мерка? Со оглед на тоа што пазарот на трудот во Хрватска моли за работници и откако пред неколку години беа олеснети условите за работа на пензионерите, се повеќе луѓе ја користат можноста да ги дополнат пензиите со работа. Ваквата мерка е атрактивна и за нашите пензионери, па така луѓе во поодминати години одат на сезонска работа во Хрватска. Станува збор за луѓе кои се пред пензија, ги има и мажи и жени кои се во добра кондиција, сакаат да работат и преку лето одат во Хрватска. Трајковска вели дека затоа не гледа причина зошто не би донеле ваква можност и кај нас. Па ако можат во Јапонија да ги ангажираат пензионерите и да работат до крајот на својот животен век, ако ние се обидеме на тој начин да го решиме тоа, ако ги мотивираме, ќе мора да биде решение. Немаме друг начин на решавање на ова. Може би ќе треба да размислуваме во наредниот период и за вработување на младите луѓе кои работат во средните стручни училишта, па да учат низ работење, нели да работат и да учат, и тоа ќе биде еден вид на начин на решавање на овој проблем. Друг излез, верувајте, немаме. Нашата идеја беше ние сето тоа да го регулираме, сите овие опции, бидејќи кај нас не може да функционира тој солидарен пензиски систем, бидејќи сме ние сиромашна држава. Солидарен би бил доколку имаме млади луѓе, па и они ќе го надополнуваат тој пензиски систем. Мора да бидеме свесни дека во наредниот период ќе нема од што да се полни пензискиот систем. Се потешко ќе биде, наместо да се полни од нашето допринесување во пензискиот систем, младите луѓе заминуваат, ќе се надополнува од данокот на додадена вредност, од данокот на добивка, од персоналниот данок кои имаат друга намена во државата. Од таа причина луѓето се помали пензии ќе земаат, мора да бидеме свесни и ќе мора да наоѓаат алтернативен начин на дополнување на своите финансиски средства. Така да овие начини на дополнителна заработка се многу во ред кога луѓето се работоспособни, кога сакаат. Меѓутоа, од таа причина и ние зборуваме дека треба да влезат пензионираните лица во некаков систем, барем да се плаќа персонален данок, да бидат регистрирани, да бидат официализирани и сето тоа да биде повторно да се слева во буџетот на државата. Размислуваат сериозно, бидејќи они се соочуваат исто така со проблемот кој ние го зборуваме континуирано, дека имаме проблем. Знаете, и во претходните години синдикатите беа против сето ова и владата, бидејќи сметаа дека тоа е една неатрактивна мерка, дека сакаме за сметка на младите луѓе да ги ангажираме возрастните луѓе, меѓутоа сега сите гледаме дека имаме сериозен проблем, дека ние сите сакаме да додадеме екстра средства во државата, меѓутоа немаме начин како.
Со овие луѓе кои ги имаме, толку можеме да допринесеме. Да, тие возрастни луѓе можеби нема да бидат толку многу продуктивни, меѓутоа ќе допринесуваат онолку колку што се работоспособни. Според податоците на Државниот завод за статистика, од 2021 до 2024 година, пад на работна сила се забележува во земјоделството, градежништвото, индустријата, услужните дејности. Но секако се забележуваат помалку работници и во здравството, во јавната управа, во администрацијата, во енергетиката. Како и да е, и во вакви услови, на списокот на Агенцијата за вработување се уште има луѓе кои чекаат да бидат вработени. Во Агенцијата за вработување со состојба 31.8.2024 година евидентирани се вкупно 99.142 невработени лица кои што се активни баратели на работа. Во однос на возрастната структура, лица кои што се на возраст до 29 години, процентот е 41, лица кои што се на возраст од 30 до 49 годишна возраст се 41%, како и лица кои што се од 50 години над се исто така 41%. Во однос на образовната структура можеме да напоменеме дека во Агенцијата за вработување забележливо дека таа е доста неповолна, бидејќи 61% од сите невработени лица активни баратели на работа се без образование или со завршено основно образование, што значи дека овие лица, најголем дел од нив, немаат никакво занимање, што ги прави многу тешко вработливи и представува проблем да се вклучат во одредени активни програми и мерки за вработување. Во однос на лицата кои што се завршено средно образование, процентот е 31,7%, и лица со вишо и високо образование евидентирани се 7536 лица, односно 7,6%. Од целата образовна структура, значи како што напоменав предходно, гледаме дека лицата со завршено средно образование согласно потребите на пазарот на труд се најбарени лица, и тие се 31,7%, и тоа се лица кои што во најголем обем може да бидат вклучени во активните програми и мерки за вработување, што значи да бидат и најлесно вработливи. Секако дека и лицата со завршено високо образование, самите по себе, со однос на нивниот профил и образовна структура, сигурно дека ги ставаме во рангот на полесно вработливи лица. Проблемот со невработеноста и недостигот на работната сила е проблем кој што е еден од главните проблеми во сите земји, значи во светски размери, не само во Македонија. Во таа насока Агенцијата за вработување се справува со креирање и реализација на активни програми и мерки за вработување, кои што се дел од оперативните планови кои што се реализираат од страна на агенцијата на годишно ниво. Исто така, овој проблем се настојуваме да го решиме, исто тоа што од година во година обемот на финансиските средства, висината на финансиските средства со кои што се реализираат оперативните планови се повисоки. Со тоа се овозможува вклучување на поголем број евидентирани невработени лица да се вклучат во реализација во овие активни програми и мерки за вработување, а секако да се вклучат и правните субјекти кои што се всушност тие кои што ги генерираат новите работни места, со тоа се дава можност за вклучување на што поголем број невработени лица. Исто така, наша цел е не само да се даде поддршка за генерирање на нови работни места, туку да се даде поддршка да се создадат одржливи работни места, кои што би создале еден баланс помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд.
Институциите најмногу енергија трошат за организација и план како да ги задржат младите дома, затоа што другата опција, која што засега се покажа како не толку успешна, е увоз на странци како работна сила. Живачки се бројките од Државниот завод за статистика, каде произлегува дека 52,3% од нашето население не се активни баратели, односно не се искористени во пазарот на трудот. Во 2023 година од 103.000 невработени лица, кои што се евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, 35.000 се млади од 20 до 29 години. Ние како Министерство во соработка со Агенцијата за вработување и сега Министерството за економија и труд работиме во изработка на новиот оперативен план, каде што ќе се предвидуваат особено овие ранливи категории, примателите на гарантирана минимална помош и другите ранливи категории да се вклучуваат на пазарот на трудот. Имаме моментално некои проекции, некои идеи за нивно вклучување на пазарот на трудот, а особено преку вклучување на младите лица, членови на овие семејства, во IT вештини, обуки за IT вештини за овие лица, вклучување на пазарот на трудот во особено некои дефицитарни професии и така понатаму. Ваквата мерка е пракса во многу европски земји. Евентуалното носење и кај нас би значило и стабилизирање на пазарот на трудот, но и создавање на активни работници, што значително ќе подобри економската слика и развојот на една земја. Ви благодарам што гледавте Само прашај.